поздравувам во името на нашиот Господ Исус Христос. Мило ми е дека сум во оваа локална заедница денеска и изгразувам благодарност на довербата на пасторот Живко, на целото раководство на оваа црква и се разбира во овие денови во кои што се сеќаваме на рождеството Христово, сакам да нагласам дека во тоа рождество, во тоа доаѓање на Христос е смислата на сето она што овој свет ја има, додека чекаме Христос да се врати повторно во својата слава и да го воспостави своето царство. Но сето ова почна со неговото отелотворување и сето тоа почна со планот на Бог да стане еден од нас, а за сето тоа во тој план тој имаше посебно избрани луѓе кои беа погодни садови, но и послушни и храбри да одговорат на високиот повик кој Бог го има за секој од нас во дадениот момент на нашите животи. Така што денеска ќе сакам да размислуваме токму на таа тема во земајки го предвид она што се случува сега, палењето на третата свеќа на очекувањето на доаѓањето на Христос на оваа земја. Пред да продолжиме понатаму, јас ќе се помолам и потоа ќе го прочитам текстот кој се наоѓа во Евангелието според Лука во првото поглавие. Небесен Татко, ние ти благодариме што одново и одново можеме да се сетиме на твоите ветувања и не само да се сетиме на нив, туку да знаеме дека во тие ветувања живееме и самите ние. Затоа те молиме сега во овој момент, како што се сеќаваме на сето она што ти го имаш направено преку Христос, но и преку други твои слуги, податни за службата на која си ги повикал, подготви не и нас да бидеме во секој миг отворени, храбри, решителни, скромни, послушни, полни со вера, надеж и љубов, со плод на духот, со дарови на духот, да бидеме употребливи за она за што ти си не повикал уште пред создавањето на светот. Сето ова, небесен Татко, го молиме да го услишеш во твојот единороден, отелотворен, Спасител, Син, избор Божи вечен Исус Христос и во помазанието и присуството на Светиот Дух. Амин. Значи текстот кој што ќе го читам за денешната проповед се наоѓа во Евангелието според Лука, во првото поглавие од 44 до 55 стих. И рече Марија: мојата душа го велича Господа. И мојот дух се зарадува во Бога, Спасителот мој. Зашто погледна на смиреноста на слугинката своја и ете, од сега ќе ме нарекуваат блажени сите поколенија. Зашто силниот ми направи големи дела и свето е неговото име и милоста негова е од колено на колено за оние што се бојат од него. Тој покажа сила со раката своја. Ги распрсна оние што се возгордеа со мислите во срцата своји. Ги симна силните од престоли и ги воздигна понижените. Гладните ги исполни со добра, а богатите ги отпушти празни. Го прифати Израел, својот слуга, сеќавајќи се на милоста, како што им зборуваше на татковците наши, на Авраам и на семето негово довека. И остана Марија со неа околу 3 месеци, па се врати дома. Марија, мајката на Исус, а исто така низ историјата на црквата позната и како Богородица. Ова е личноста која оставила несомнен голем печат низ севкупната историја на самата црква. Иако текстовите кои се посветени на неа во Новиот Завет не се бројни, не ги има многу, нити пак самите стихови кои опишуваат даваат некои многу други лични детали за неа. Но од она што можеме да го исчитаме и да го видиме низ нејзиниот живот, можеме само да останеме воодушевени. Не случајно, без разлика, јас би рекол, на некои елементи кои можеби не можат да најдат поддршка во Новиот Завет за она што се тврди низ историјата на црквата во некои конфесии за самата Марија, Сеедно,
Она што можеме да го заклучиме недвосмислено од Новиот Завет не е ништо помалку отколку достојно за восхит. Видете, кога Марија се уште не била мажена, таа е само свршена. Има вереник Јосиф. На објавата на ангелот Габриел дека ќе зачне како девица и како реди Месијата, одговорила со овие зборови: еве ја слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои. И ова може да изгледа сега 2000 или повеќе од 2000 години подоцна, може да изгледа лесно да се каже. Зошто? Па Марија го кажала тоа. Мајката Божја го кажала тоа. Па ние се воодушевуваме на Марија. Па нормално дека очекуваме од Марија дека би кажала таква работа. Меѓутоа, кога Марија го кажува тоа, се уште не е Марија. Само една сиромашна, непозната, се уште немажена тинејџерка во адолесцентни години. И во тој миг Марија ја дава оваа изјава: еве ја слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои. Јас верувам зошто црквата низ историјата толку многу нагласувала на Марија. Правилно и важно. Е токму заради овој став, кој треба да биде ставот не само на Марија како мајка Божја, туку ставот на секој оној кој себе си се нарикува на следбеник на Исус Христос. При првото запишано чудо во Евангелието според Јован, првото запишано чудо, кое беше? Кога Исус ќе ја претвори водата во вино. Што вика Марија кога доаѓаат кај неа? Се што ќе ви каже, така да направи. Марија цело време е настрана осушност од себе си. Во овој случај вика: нека биде волјата твоја според тоа како мојот Господ сака. Тука за незиниот син вели: се што ќе ви каже, така направете. Видете, ова се повици за целата христијанска црква. Нашиот став треба да биде еднаков на овој. Еве го твојот слуга, еве ја твојата слугинка, еве ги твоите слуги. Се што ќе ни кажеш, така да направиме. Конечно, кога Марија ќе го види својот син под крстот и ќе ја гледа таа несомнено страшна гледка, да го гледаш својот син како распнат во сурова смрт, полека во агонија умира. Ќе се сврти Исус кон своите апостоли и ќе им каже: еде ти син на Јован, на Марија, а на Јован ќе му каже: ете ти мајка. Каква слика се формира во нашите умови сега кога ги знаеме овие неколку детали од незиниот живот? Во овие неколку, не многу, но сеедно клучни прикази за Марија гледаме дека ова е храбра девојка, полна е со вера и пред да биде во брак го прифаќа она што Бог го кажува, иако знае дека во општеството тоа е еднакво на смртна казна. На голем срам за незиното семејство, голем срам за незиниот свршеник и веројатно смртна казна за самата неа. Исто така Марија ќе го слушне и тешкото пророштво откако Исус ќе биде роден. Тебе меч ќе ти ја прободе душата. Сеедно Марија ќе остане цврсто уверена до самиот крај дека таа треба да остане верна на Божиот повик во незиниот живот. Што ни кажува ова за Марија? Не само дека таа го родила совршениот човек, туку и самата таа покажала како вистински верник треба да се однесува. Примерот на Богородица, на Марија, е всушност примерот на севкупната црква како треба да го живееме нашиот живот. Кога ќе ги погледнеме овие неколку точки, јас денеска во ова се повеќе во наплив, не минувно во негативна смисла на зборот, ова морам да го кажам, но во наплив на едно нагласување на родова еднаквост, на определен феминизам, некои позитивни изблици, ние можеме всушност да видиме дека Бог тоа го прави од самиот почеток на својата конкретна објава преку својот син Исус Христос. Тоа го прави преку жена, како прво. И како второ, ова што ова жена го прави тука, јас ќе ви кажам, дури и таа некоја си така наречена хипотетична, но можна жена Джеймс Бонд, која ќе била плюс и црнкиња, слушам, може на Марија вода да носи. Сите оние Avengers, од сите тие филмови што го спасуваат цела вселена. Храброста на ова што Марија го прави е многу поголема. Знаете ли зошто?
бидејќи сите овие жени и луѓе имаат веќе надприродни сили. Тие веќе може да се потпрат на некој ресурс што тие го имаат сами во себе и можат да бидат заради тоа храбри. Марија нема ништо од тоа, а сеедно е похрабра од сите нив заедно. Се надевам следниот Джеймс Бонд нема Богородица да ја покаже по мој предлог. Но она што Марија го прави е всушност достојно за секој почит и за секое воодушевување. И кога сето ова ќе се случи, кога ќе го погледнеме во една ретроспектива целиот нејзин живот, се враќаме назад на мигот кога Марија ова го слуша, го носи Исус и се среќава со својата братучетка Елизабета. И вели: мојата душа го велича Господа и мојот дух се зарадува во Бога, Спасителот мој. Што е оваа фраза мојата душа? Всушност, Марија со овој израз мојата душа индицира дека ова доаѓа од најдлабоките сегменти на незиното срце, на незиниот живот. Незиното обожавање на Бог е длабоко лично. Доаѓа длабоко од незината опресведоченост дека овој Господ нема замена, нема друг, тој е единствен. И не само дека тоа сака да го направи, незината душа е вклучена целосно во ова, туку вика: мојата душа го велича Господа. И мојата душа, а вели и мојот дух. Ова е еден класичен еврејски паралелизам. Во суштина, кога зборува за душа и дух, што она тука сака да каже, не е дека сака да ги раздвои едното од другото небиновно, туку она што сака да каже дека ова е недвосмислено така. Кога два пати паралелно се повтараат слични концепти, како една метафора, тогаш ова значи ова е несомнено е така она што јас го кажувам. И потоа вели мој Господ и мој Спасител. Затоа што Марија сака да каже дека Господ е единствениот субјект на кој што таа сака да му биде подложна и кој сака да го обожава и да го слави. Но не само тоа. Истовремено таа објаснува дека тоа е основата, тезата, базата, темелот на сета нејзина радост. Таа го обожава, но не го обожава и не го слави само како присилена. Знаете како доаѓале древните цареви кога ќе победеле некого и кога ќе ги поразеле големи војски, кога ќе поразеле големи други цареви, што им правеле на нив? Тие што ќе преживееле во синџири, во различни понижувања, најчесто голи, ќе оделе во поворка и ќе искажувале слава и чест зборови во име на тој што нив ги победил. Не е ова така. Марија ова не го прави од пораз. Марија ова го прави од суштинска, длабока, темелна радост. Зошто ние го величаме Господа? Е прашањето со кое што секој од нас треба да се соочи во овој период од годината. Дали го величаме од некаков страв? Дали од некаква традиција? Дали од тоа дека редот треба да помине? Или пак го величаме Господа од длабока, суштинска, темелна радост? Дали името на Господа не радува? Дали нашата душа, дали нашиот дух се зарадува кога ќе се спомне Неговото име? Зашто е погледна смиреноста на слугинката своја и ете од сега ќе ме нарекуваат блажени сите поколенија. Вика, ја погледа смиреноста на слугинката. Тука има еден многу интересен глагол во изворниот старогрчки јазик. Во суштина, многу често се применува и на Христос, а во некои домени до денешен ден се применува и на самата Марија. Сте слушнале за црквата во Охрид која се вика Перивлепта, нели? Горе во Охрид, каде што има една галерија на икони. И во таа Перивлепта значи онаа која може да види наоколу се. И всушност коренот на тој јазик на гледањето доаѓа токму од оваа изјава која Марија вика: и Господ, мојот Господ ме погледна. И ова во буквална смислена збор значи да те гледа од горе, онака фокусирано, погледот да биде фокусиран на тебе. И потоа да те погледне со благонаклонетост и со целосна сомилост и милосрдие кон тебе.
Марија укажува на незиниот многу мал, низок, слаб социјален статус. Таа била мала, веројатно сигурно млада, сиромашна, веројатно од некакво земјоделско семејство. Немало ништо, како што реков на почетокот, ништо важно, ништо големо, ништо битно, за да некој би помислил дека такви големи работи ќе дојдат преку неа. Не е воопшто проблематично луѓето да имаат таленти. Не е воопшто проблематично луѓето да имаат определени квалитети. Тие ни се од Господа дадени. Она што е проблематично е кога ние забораваме од кого ни се дадени тие таленти и зашто ни се дадени тие квалитети. Тие ни се дадени од Бога. Треба во секој миг да разбереме и да знаеме дека се што имаме не е ништо наше. Тоа ни е само дадено на ракување и од Господа и прашањето е како ние тоа ќе го направиме. Она што јас го носам, она што јас го имам, не е мое. Му припаѓа само на Господа. Зашто силниот ми направи големи дела и свето е неговото име. Силниот Бог ми направи големи дела и неговото име е свето. Марија се обраќа кон Господа и го нарека, знаем, го нарекува мокен, семокен, голем. Божјата семокен. Токму затоа што Бог е сесилен, токму затоа што Бог е семокен, токму затоа што на Бог нема никој кој да му се противстави во неговата мок и сила, и тој е единствениот содржител на целата вселена, токму затоа Бог може да биде и семилостив. Бидејќи ништо не може да ја загрози неговата позиција како Бог кој држи се во своите раце. Само такво семокно битие може да си дозволи истовремено да биде и се милосрдно. Тамо такво битие може да дојде над нас и да ни покаже дека неговата милост нема крај, како што неговата сила нема крај, како што неговото присуство нема крај, како што неговата мудрост нема крај, така и неговата милост нема крај и ништо не може да ја уништи. Повторно, зошто е Марија толку важна? Знаете ли зошто? Што е тајната на важноста и значителноста на Марија? Тоа што во ниту еден миг не се прави важна. Ама ниту во еден миг. Ако ја гледаме оваа песна, оваа поема што таа ја чита, што ја кажува поточно, а ние ја читаме, цело време вниманието што Марија го прави, знаете ли кај да биде фокусирано? Е да биде фокусирано кон Бога. Колку само копнеам, колку само сакам, јас како маж, да ја бидам до колена на Марија по мојата посветеност на Бога. Да имам оваа храброст, да имам оваа решителност, да имам тој фокус, ова разбирање, да ја сватам се милоста Божја која доаѓа во мојот живот. Да знам дека тој Господ гледа во мене и никогаш не престанува. И неговата милост е постојана, непоколеблива. Тој може се, тој сака се, но најважната од тоа што може и сака е дека тој истовремено е полн со љубов и полн со милост. Милоста негова е од колено на колено за оние што се бојат од него. Милоста негова е од колено на колено за оние што се бојат од него. И знаете, да почнеме од крајот. Овде кога вика се бојат, не се работи за некаков страв и треперење. Не се работи за некаква, она што се вика да си изваден од памет, дека еве го Господ се појави, што ќе правиме сега. Бојењето значи сето она што досега го кажавме за Марија. Нека биде како Господ ти сакаш. Што кажуваш, така нека биде. Се што мојот син Исус Христос, се што Христос ќе каже, така и вие направете. Гледајќи го Христос како умире на крст, ја презема и таа негова волја, мајко, еве ти син, сину, еве ти мајка. Но милоста негова е од колено на колено. И овде имаме многу интересен збор.
и ги користам еден или два збора кои ги има и во нашето окружување. Затоа ги спомнувам. Ја спомнав перифлекта од овој идеја за гледање, и другото доаѓа многу близко од таму кај што јас сум роден и малку сум пристрасен и ги си спомнам, ама за жал не од Колешино, туку од Велјуса. А зашто зборот Велјуса доаѓа токму од овој збор кој Марија тука го користи за Божјата милост. Елеос. Од таму и доаѓа зборот на наш транскрибиран и пренесен во словенски, македонски јазик, и ја викаме селото Велјуса. Божјата милост е негова од колено на колено. Но има туку уште нешто повозбудливо. Ако го следиме овој збор низ неговата историја наназад и да видиме како се користи тој во Стариот Завет, особено во грчките преводи таму, ќе видиме дека овој збор Елеос е превод на еден од најдлабоките и најзначајните еврејски зборови, а тоа е зборот Хесед. Зборот Хесед во себе содржи една царска, полна со милост, верна љубов Божја која никогаш не може да изневери. На тој начин Марија знае како Бог не сака. Зошто е Марија толку голема? Зошто Марија ги надминува стварно не сите жени, ги надминува сите мажи и сите жени? Е затоа што незината вера е еднаква на севкупната, целосна, непоколеблива доверба во Божјата, непоколеблива, неминлива, темелна, никогаш скршлива, за секогаш постојана, вечна љубов и благонаклонетост кон нас. Да, се сеќаваме ние овие денови на Христос, за кој што Марија ни кажува, се што ќе ви каже, направете. Но она што е воодушевувачко и она што е важно во овој пример на Марија е како таа лично му верува на Бог, му верува на детето што ќе го роди, Синот Исус Христос, и конечно му верува и верува на Светата Троица, бидејќи милоста, овој збор Елеос, е стриктно поврзан многу често со третото лице на Божјата суштина, а тоа е Светиот Дух. Тој покажа сила, со раката своја ги распрсна оние што се возгордеа со мислите своји во срцата своји. Овој стих многу лесно можеме и пребргу и премногу површно да го протолкуваме. Аха, Бог ќе им покаже на сите оние што се горделиви, ќе видат тие. Така би можел да се чита овој стих на површината и на брзина. Но да се сетиме на една многу важна работа во претходниот стих. Што значи Божјата непроменлива и вечна љубов? Во Новиот Завет, оваа вечна непроменлива љубов укажува на тоа дека она што го добиваме, сите ние, ниту еден од нас, ништо не сме заслужили. Ова што Марија тука го кажува, не, аха, види, јас си заслужив. Гледај, што јас добив, оти јас заслужив. А вие другите што немате заслужено, тешко вам. Марија тоа не го кажува. Марија комуницира нешто многу друго. Марија вели, сите ние ги имаме Божите дарови. Сите ние сме празни, сиромашни, понизни, понижени и изгубени без Него. Кога Бог ќе не погледне благонаклонето и ќе ни ја даде Неговата љубов која не ја заслужуваме, тогаш подобро да ја прифатиме. Марија знае дека ништо не заслужила. Марија не направила ништо да биде посебна и да одскокнува од кој било друг. Марија е примерот на тоа како секој од нас мора, како секој од нас треба и како секој од нас може, бидејќи истите капацитети кои се дадени на Марија ги имаме и ние, и жени, и мажи. Затоа Бог ја покажува својата сила, ја покажува својата рака и ги распрснува оние што се возгордеани во своите мисли. Затоа што Бог ги направил големите дела. Не се работи само за некоја тајна прикриена сила на Бог, туку укажува на тоа низ историјата на израелскиот народ сето она што Бог го има направено. Во овој збор
Бог силниот. Тој покажа сила со раката своја, укажува на сето она што било недвосмислено, демонстрирано и манифестирано како Божја сила. При создавањето на светот, при повикот на Авраам, при ослободувањето на израелците од египетското робство, при отворањето на Црвеното море, при рушењето на зидините на Ерихон. И тука Марија вели, Бог ги распрсна оние што се возгордеа. А тие возгордеаните, овој збор, овој дел, овој аспект, уште од раната црква, е најчесто употребуван да укажува на коренот на човечкиот грев, а тоа е гордоста. Да се возгордееш и да мислиш дека можеш сам да постигнеш нешто без Божја помош. И тоа не се луѓе кои мислат дека се подобри од другите луѓе, туку тоа се луѓе кои сметаат дека можат да бидат самостојни, да бидат без Бога и да го изигруваат самиот Бог. И ако јас малку повнимателно почнам да ги наблюдувам, да ги толкувам овие феномени и овие елементи на општеството околу нас денеска, би рекол дека еден од главните тешки грешни карактеристики на современото општество е токму ова. Возгордеаноста дека всушност ние можеме се. Поточно и за жал, ако ги следиме сето оно што се случува во медиумите, а посебно на социјалните медиуми. И ако ги следиме и читаме сите тие изјави таму, навистина ќе може се што може да помислиме дека секој од овие луѓе е семоќен. Се може. Ништо не им фали. Се знаат. Што се крие за ова е нешто сосема друго. Но повикот на црквата од страна на Марија е да ги разбиеме тие илузии, да ги тргнеме настрана сите овие грешни копнежи на срцето и да разбереме дека Бог го има сето тоа што ние копнееме да го добиеме преку овие погрешни методи и многу, многу повеќе, зашто Христос вика што? Око што не видело и уво што не чуло, тоа мојот небесен татко приготвил за оние кои го слушаат. Ги симна силните од престоли и ги воздигна понижените. Ова е повторно интересен паралелизам од она што веќе претходно беше кажано. Не можеме да го надминеме Бога. Не можеме да го надмудриме Бог. И Марија со овој збор сака да каже, погледнете ги царствата на Вавилон, погледнете ги царствата на Египет, погледнете го царството на Асирија, погледнете го царството на Персија, погледнете го царството на Александар Македонски, погледнете го Римското царство, насреде кое што таа се наоѓа, ниту едно од овие царства нема шанси против Божјото царство. Нема. Па како е оваа жена? Навистина, како е оваа жена? Дај се воодушевуваш. Бидејќи има проникливост, во која што до денешен ден црквата може да најде мудрост, подкрепа и насока како да му верува на живиот единствен, троедин Бог. Гладните ги исполни со добра. Да се сетиме зошто Божик. Да се сетиме зошто подароци за Божик. Бидејќи на Божик целиот свет го доби најголемиот дар во раѓањето на Христос. Но еден од важните работи кои Христос ги поучуваше е гладен бев. И ме нахранивте или пак можеби не. Ова го кажува неговата мајка. Гладните ги исполни со добра, а богатите ги отпушти празни. Бог им се смилостува. Бог ги сака сите оние кои доаѓаат до Него да бараат милост од Него. Но Бог е отворен кон секого. Оно што тука Марија сака да каже е во суштина дека сите оние кои мислат дека нешто зграбиле во своите раце, дека нешто имаат во своите раце, ако малку подобро погледнат, ќе видат дека се празни, дека се е суета и дека е обид да задржиш вода во дланки или песок во дланки. И едното и другото во конечна смисла на зборот ќе избега и во рацете нема да остане ништо. Тие ќе бидат
празни. Бог не повикува да ги отвориме нашите раце и во нив неговата милост постојано да доаѓа. И никогаш да не ги оттргнеме од таму, бидејќи се додека неговата милост паѓа и тече и се излева во тие наши раце и во наш живот, толку можеме да се надеваме дека го имаме изворот на животот. Мигот кога ќе кажеме дека сами ќе задржиме нешто, е мигот кога веќе тоа сме почнале и да го губиме. Бог покажува милост. Бог покажува милост на оние на кои се гладни, на оние кои се жедни и на оние кои се надеваат на неговото име. Самиот Блез Паскал го има тоа добро запознаено. Добро спознаено. Кога тој зборува, заедно има две силни негови, така да ги кажеме, искуства духовни на преобразување. Во кога тој зборува за тоа искуство, едно од најважните работи за кои што тој зборува е во суштина дека сваќа дека сето она што човекот мисли дека го има е изгубено, а сето она што мисли дека кај Господа ќе биде изгубено е за секогаш задобиено. Го прифати Израел својот слуга сеќавајќи се на милоста како што им зборуваше на татковците наши, на Авраам и на семето негово довека. И остана Марија со Елизабета уште неколку месеци, па се врати дома. Сега малку и за Елизабета, или Елисавета, како што ние знаеме да кажеме на македонски. Уште една силна жена. Видете, во оваа сцена, на самиот почеток на отварањето на објавата Божја, каде што тој ќе стане еден од нас, шоуто го водат две жени. Марија и Елисавета. И двете ќе родат два мажи, од кои што едниот и другиот ќе бидат канали преку кои што Бог се објавува. Едниот канал и претеча, затоа името на Јован претеча, значи претходник на Христос кој најавува, а другиот конечното и целосно исполнување на Божјата објава, самиот Бог да стане човек меѓу нас. Но за да стигна до таму, беа потребни две храбри, силни, мудри, понизни, од целост предани, само пожртвувани жени. Колку сето тоа мене ме инспирира. Зошто? Затоа што до денешен ден, навистина, сведоштвото на овие две жени, сведоштвото на Марија во овој контекст, останува живо, останува силно, останува мокно и не може никој да го одземе како врвен пример каков треба да биде следбеникот на Исус Христос. Од што не ослободува Бог? Имавме една таква песна. Пеевме дека Бог не ослободува од оковите на секој грев. Ние можеби мислиме дека сме силни и мокни. Дури можеби мислиме дека да дојдеме во црква е добар начин да влеземе во, како да кажем, да се ослободиме можеби дури од стресовите на оваа пандемија. Да најдеме место, да најдеме катче, каде што ќе можеме да најдеме издишка, оддишка. И тоа е одлично. И тоа секогаш на човек му треба и токму затоа си требаме едни на други. Ова е добар чин. Не заговарам ништо против него. Но прашањето повторно моје ќе биде: со која цел? Зошто сакаме да ни олесни на душичката? Што сакаме да постигнеме со тоа? Марија не сакаше да се ослободи од должноста да го направи она што Бог го очекувал од неја. Најголемата саможртва е токму она што како човек што Марија можеше да го направи е да ги прифати Божите зборови и потоа да дозволи и најголемата слава, најголемата чест, најголемата милост, најголемата љубов да минат низ неја. А цената за тоа беше најголемиот меч, најголемиот крст, најголемото страдање. Исто така, да биде сведоштво на една мајка. И затоа, кога размислуваме денеска
за Богородица, кога мислиме на неа, ајде да се обидеме не да размислуваме зашто Марија станала низ историјата на свет, на црквата. Туку да размислуваме која е Марија објавена меѓу кориците на Светото писмо. Ако гледаме во тоа, ќе разбереме дека пораката на Марија не е од Бог, не е ништо поразлично од пораката која Бог ја има за секој од нас. А што е тоа? Дека кога ќе кажеме Христос се роди, да не мислиме само токму на тој величествен, единствен, неповторлив чин на доаѓањето и отелотворувањето на Божиот Син на оваа земја, туку и нешто друго. Дали тој Христос се роди и во мене? Дали јас го родив Христос во мојата душа? Ајде да спомнам и уште еден маж сега и Јован и ќе кажам, тој да се зголемува во мене, а јас да се смалува. На овој свет, како што Бог предвидел, му требаат и жени и мажи. Затоа што овој свет не зависи од мажите и жените, туку само како инструменти од кои што зависиме сите ние. Единствениот Бог, силен, моќен Спасител, полн со милост, чија љубов никогаш не се откажува, да дојде до понизните, да ги подигне и моќно да ги употреби. Така Господ нека ни помогне и ние да живееме. Навистина да чекаме до мигот за 2 недели или колку доаѓа поред на Христовото рожество да го одбележиме, но истовремено во нашето срце да знаеме дека тој се раѓа секој ден. Амин. Небесен Татко, ние ти благодариме за оваа прекрасна порака, ненадминлива порака, единствена порака. Нема друго што може да ја замени најголемата приказна. Не постојат книги, филмови, вистински случаи кои го надминува овој пример на љубов, на жртва, на авантура, на посветеност, на храброст, на сила, на искреност, на честност, на преобразба, во буквална смисла на зборот спасување на светот. Ти си тоа, Господе. Ние само без Тебе сме бледи копии на тоа што Ти во оригиналот си. Затоа, она што јас посакувам за себе си, за оваа заедница, а и за целиот свет, е да бидеме ние вклопени во вистинскиот оригинал. Па кога Ти, Господе, зборуваш преку Твојот единороден Син и единствен Син Божи и збор Божи, на ист начин, да бидеме и ние тие мали зборови и да говориме во Твоето име и да го шириме Твоето царство, бидејќи тоа сигурно доаѓа и никој не може да го сопре. Амин.